се символични за одбележување на 30 годишнината од бугарското признавање на независната македонска држава. Треба да го промениме нашето разбирање за тоа што значи Македонија да преговара со ЕУ и да биде дел од неа во иднина. Ајде да зборуваме за сите придобивки што ќе ги имаме ние и Македонија од овој процес, вели во изјавата за посетата бугарскиот премиер. Потврда за посетата на Петков заедно со 20 министри стигна и од Македонското министерство за надворешни работи, од каде посочија дека во фокусот на разговорите ќе биде доследното спроведување на договорот за добрососедство, како и продолжување на напорите за да се обезбеди поддршка за почеток на преговорите на Македонија со Европската унија. Според директорот на Македонскиот центар за меѓународна соработка Александар Кржаловски, не треба да се очекува многу од новата бугарска влада, а уште помалку од оваа посета, но ти треба да им се даде шанса на новите владини постави и во Бугарија и во Македонија. Треба да им се даде шанса да се обидат да го решат тоа што не е решено до сега, но јас лично не би бил премногу оптимиста и укажал да не очекуваме премногу, од барем 3 причини. Првата е дека проблемот е суштински поголем од тој што го имавме со Грција, бидејќи е идентитетски, и ако се оди до таа длабочина на решавање, тешко дека ќе се реши сега го нема 6 месеци. Втората причина е подтехничка, бидејќи Кирил Петков дава некој рок од 6 месеци, што звучи разумно, но прашање зошто баш 6, зошто не 5, зошто не 3, како што, или 1 месец, како што предлага Бујар Османи, или 7. 6 е точно заради следниот состанок на министерски на Европска унија и пак ќе се направи драма дали ќе се дигне ветото или не и ќе се ставиме во теснец како што се ставивме самите со преспанскиот договор. Тука доаѓа третиот проблем, колку е нашата влада спремна на отстапки и докаде би одела со отстапките. За сега нема детали со кого се ќе се сретне Петков во Скопје. Осем известната средба со председателот на СДСМ и мандатар Димитар Ковачевски, кој за Канал 5 потврди дека очекува да седна на маса на средината на јануари. Ристо се роди, навистина се роди. Елко, порасни уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз да роди, да реди. Следе соба високо, елката ни стои. И ја краса ти гачки, вој љада вој. Елко, порасни уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз да роди, да реди. Елко, порасни уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз да роди, да реди. Снежана од гранките, милно ни се смее. И вели весело, секој нека пее. Елко, порасни уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз да роди, да реди. Елко, порасни уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз да роди, да реди. Елко, порасни уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз да роди, да реди. Иако Западот пред рожбата на Исус Христос го рачуна паганско време, за да, како што велат, паганското божество на сонцето го заменуваат со Христа како сонце на правдата, додека пак паганскиот ден на сонцето го заменија со денот на Христовото воскресение. Сето ова за мене и верувам и за многу други е неточно, зашто како што ќе дојде во многу брзо време да се открие дека христијанството и рано христијанството
тоа што го нарекуваат паганско време, е отпочнато токму од Македонија, спомнувајќи го градот Охрид, за кои легенди ќе кажуваме во нашите наредни емисии. Дали некој се запрашал зошто Цариград или Солун или пак Ватикан не се наречени како втор Ерусалим, туку Охрид? И додека книгата трпи, така и во Библијата е напишано наводно, на Свети Павле му се јавило насон да дојде во Македонија за да го шири христијанството. Како прво, сите имиња на апостолите, освен на Јуда, се со наши имиња. Исто така од Македонија одеа да го шират христијанството со надеж пак да се вратат назад во својата земја Македонија. Меѓу нив познати се браќата Кирил и Методи, кои отидоа до Моравија, исто така Свети Климент до Етиопија, така и апостолите на Ристос, за кои пак историски, а не верски ќе зборуваме кој е Ристос. Значи апостолите одеа да го шират христијанството, а така нареченото паганско време јас би го нарекла рано христијанство, додека тогаш народот веруваше во богови и богини, сега со појавувањето на Ристос веруваме во светци. И ден денес, како палењето за Коледе на смреки, дрва или пак бабарите или василичарите, така натаму се од тоа рано христијанско или како што го викаат паганско време. Сепак ние ќе одиме со нашиот Божик и би рекла нека ни е честито Христовото раѓање. Sila i moci veti
За китењето на елката, исто така и звездата што се реди на самата елка најгоре, има една легенда. Кога Исус Христос се родил во пештерата во Витлеем, небото се отворило, а целиот свет замолкнал за да го дочека раѓањето на Спасителот. Една единствена сјајна звезда на небото ги водила тројцата мудреци од истокот до Богородица и низиниот син, кој требал да го спаси човештвото. Мудреците му се поклониле на идниот Спасител и ги донеле нивните дарови. Потоа стигнале и пастирите, па и тие се поклониле пренесувајќи ги своите подароци. Над пештерата растеле 3 дрва: бор, кедар и елка. Знаејќи колку е важен моментот во кој присуствуваат, дрвијата посакале и тие да му подарат нешто на новородениот Исус и да се придружат на славењето во кое учествувал целиот свет. Тогаш кедарот ги протресол своите гранки и пред пештерата паднале неговите иглички, исполнувајќи го целото место со прекрасен мирис. Борот ги протресол своите гранки и на земјата паднале најубавите шишарки со кои можело да се запали оган и да се загрее местото за малиот Исус и неговата мајка. Кутрата елка горко заплакала. Таа немала да подари ниту миризливи иглички, нити топли шишарки. Таа немала ништо вредно за подарување и многу била тажна поради тоа. Сјајната звезда на небото ги видела солзите на елката. Таа била длабоко трогната од искрената тага на ова скромно дрво, кој немало што да му подари на малиот Исус, па испратила една мала звезда да се спушти на самиот врв на елката. Тогаш елката заблескала со звездената светлина, осветлувајќи го целиот крај и поклонувајќи се, ја спуштила звездичката пред пештерата, за да може целиот свет да види дека тука лежи идниот Спасител на човештвото. Во чест на оваа легенда и ден денес се слават и се декорираат овие елки за време на Божик. Svet Gospodin.
Со Божик е поврзан и обредот Вертеп, еден би рекле религиозен театар што е познат кај повеќе народи, а кај нас најдолго е задржан во Охрид. Овој подвижен театар поврзан со Рождеството Христово го играле групи од по 10 деца. Две од нив биле статисти што го носеле вертепот. Вертепот пак било едно сандаче што е представувало пештерата во која е роден Исус Христос. Тоа сандаче било покриено со хартија во боја, од едната страна било отворено, внатре било украсено, имало и слама и лелејка, имало направено